Архимандрит Роман Брага. За молитвата. Треба да разговараш со Бог каде и да си. Пешачејќи по улица, возејќи кола, кажи: Господи, Ти си на предното седиште. Знам дека си тука, кажи ми нешто. Зошто ме создаде? Има премногу работи за кои може да се разговара со Бог и Бог сака да разговараме со Него, бидејќи молитвата не е само читање од книгите или колку долго коленичиш. Молитвата е сиот живот. Кога јадеме, кога пиеме, кога возиме кола, кога ги подучуваме децата, ние сме во состојба на молитва. Животот е литургија. Таа не зазема место само во црквата, туку и надвор од храмот. Целиот живот треба да биде литургија, доколку чувствуваш дека постои Бог. Но треба да се стекне тоа чувство на постоење на Бог. Но како? Секогаш велам, особено на младите, непрестајно разговарај со Бог. Секако дека си зафатен, јадеш, се подготвуваш за испит ако си студент, работиш и постојано си зафатен со нешто, но секогаш кажувај: Господи, знам дека си тука, не те заборавив. Погледни ме и не напуштај ме. Гледате, овој постојан разговор со Бог станува молитва, бидејќи молитвата е разговор помеѓу човекот и Бог. Молитвата не е краткотрајна за да речеш: завршив со молитвата и толку. Не престанувај со молитвата. Дефиницијата за молитва е оваа: чувство на Божјото присуство во себе. Ако го имаме ова чувство на Божјото присуство, тогаш сме во постојана молитва. Ако се молиш само кога се молиш, ти воопшто не се молиш, вели еден монах. Затоа не се моли само кога се молиш, моли се постојано, бидејќи молитвата не е дај ми, дај ми. Молитва е кога ќе речеш: те сакам, сакам да го поминам времето со тебе. Посакај нешто од Бог и не грижи се, Бог те слуша, дури ако не мислиш така. Тој ти дава знаци и добри упатства како да ги решаваш проблемите. Значи да го најдеш Бог во нашата култура овде. Значи да бидеш свесен дека прво Бог постои внатре во тебе, а не надвор. Бог секогаш е со тебе и ќе го почувствуваш Неговото присуство.